сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се обидуваме да ги слушнеме граѓанските ставови на нашите сограѓани и нивните интимни ставови по однос на прашањата кои за нив се важни. Токму такво прашање се надевам дека и денешното на кое ќе дебатираме со моите гости, време за малку култура или разговор за култура. Денешната тема на која ќе разговараме е тоа дали и колку охриѓани посетуваат настани од областа на културата. На оваа тема ќе разговараме со моите денешни гости Јован Куциновски и Горан Папас. Најпрво да ви посакам добре дојдовте во студиото на ТВМ. Добре ве најдовме. Добре ве најдовме. Се чини ќе треба некако вака поначесто да се допираат овие теми кои што се однесуваат на културата. Еве зошто. Во моментов ми текнуваат наизуст неколку фестивали така кои што како Охридско лето, како Охридски староградски средби, како Балкански фестивал на народни игри. Неколку се, значи не може да ми текнат повеќе и можеби причината за самото тоа лежи во тоа што за жал во Охрид имаме само неколку фестивали кои што се препознатливи и кои што охриѓани со душа ги чекаат. Да, среќа ги имаме и тие неколку, дека немавме тие неколку кога бевме дното, меѓутоа се согласувам дека сме малце мањак во поглед на културни ивенти, иако мислам дека со тек на време тие работи се менуваат, се враќа свеста на народот и дека стануваат се пожелни за покултурни, не знам за кого е културно, за кого не е културно некои настани. Меѓутоа мислам дека со тек на време и самите луѓе веќе знаат да препознаат што е добро, што е квалитетно и дека веќе имаат некој репер изградено што треба да посетат, а што не треба да посетат. Не знам мојот колега Јован дали нешто би надополнил на ова моје кажано нешто. Добро, да, се слагам дека настаните кои што се од културолошки карактер кај нас се може да се избројат на прсти и обично се во летниот период кога имаме повеќе туристи, имаме и поголема фреквенција на народ. Така да не знам, но знаете како, мислам дека има и во текот на целата година индивидуални проекти кои не се толку чести, ги имаме чат-пат, но може да кажеме дека нешто се случува. Те го споменаме во Охридскиот театар, кој што и актерите, пример Никола Тодоровски и Стредоста Мастовски, кој целата екипа во Охридскиот театар. Кој еве можам да кажам дека во изминатиот само месец имаат два нови проекти кои што и тие може да ги и то како да ги ставиме во таа да, затоа напоменав дека полека се менува свеста на културолошки настани кај нас. Културолошки настани, точно. Така, добро, веројатно тоа е добар почеток за нешто да се случува, иако мора да се сложиме дека досега веројатно требало Охрид како често го имаме тој епитет како град на културата, всушност да ја има таа култура, а не само да е напишана некаде по коментарите кои ги слушаме пак за летната сезона. Охрид ако е град на културата, тој епитет не е оправдан, дефинитивно, бидејќи според мене ако е град на култура, треба да има стварно култура во тој град, да не преовладува шунт. Јас затоа преска кажав, напоменав дека не знам за некого културен ивент е Аца Лукас во плажите на Охрид, за некој културен ивент е концерт кој што го правевме со Јовче во киното во Охрид на 24-5 декември. 25 декември. За некој тој ивент што според мене е културен е тотално небитен и не на ниво за да присуствува некој човек, сега не знам некам да ги делам луѓето на културни, некултурни или такви. Секој си има избор и право да се посети што сака и да слуша каква сака музика. Меѓутоа мене ме иритира еден моментот на
поддршката која безрезервно ја даваат на сега не сакам да кажам српските пејачи, да ги наречам само српските, пошто има од цел Балкан или пејачи, и моментот на цената која плаќаат за да го видат тој концерт. Значи за македонците, за македонски артист карта од 200 денари е премногу скапа. Или ако е концертот од хуманитарен аспект, да се дрзнат да бараат гратис, што е апсурдно според мене. Против концептот хуманитарно. Против концептот на хуманитарно. А има такви случаи. А има такви случаи. Јас сум ги доживеал тие, затоа ги кажувам, не дека кажувам приказни кои што сум ги слушнал, него мене ми се десило да ми побараат гратис за хуманитарен концерт. Мислам, не знам дали ме зафркавале или биле сериозни со побарувачката, а ке дојде гостин од било каде, да не кажам од Србија, ќе платат 500 денари карта и според нив таа цена на карта е окей, нормална е, бидејќи заслужува тој артист да биде платен. Ми разбирате поентава што сакам да кажам. Мислам дека свеста кај народот уште не е до тој степен дојдена да почнат конечно да се ги ценат македонски, тоест нивните уметници, музичари, артисти како и да се наречам. Јас ви кажав дека уствари не дека културата за посетување културни настани и такви работи дека ја немала, туку дека едноставно се изгубила. Знаеш како порано луѓето тука многу почесто посетувале такви настани од уствари порано немало ни премногу кич. Да. Разбираш, немало премногу луѓето па стварно можам да кажам дека е и тоа, значи игранките што биле во Палас и да изгледаш ти на Корзо. И тоа бил некој вид на настан. Точно. Знаеш како? Бидејќи тоа било доживле, тоа било Со нетрпение го чекале тој момент. Да, така да, знаеш како, не дека сме ги дека од никога сме немале култура, туку дека таа е изгубена. Луѓето некако изгубија желба за естетика, луѓето изгубија желба да видат нешто различно, да дадат своја критика, свој осврт. Еве гледаме и со тоа што ни се пласира на телевизија, со сите серии кои траат по, не знам, по 2000 епизоди. Бесконечно. Да. По 100 века, да. Ми се чини бесконечно кога Да. ќе уклучите телевизор. Така се што се гледа е тоа. Луѓето изгубија таа желба да видат нешто друго, да бидат критични. Луѓето сакаат попрости работи, бидејќи тоа ги релаксира од тешкото секојдневие кое ни е наложено. И гледаме дека околу нас има сиромаштие и сите тие работи. И мислат дека ако се случи нешто друго, и ако им пласираш нешто друго, дека тоа не можам сега да го размислувам, што е тоа уметност. Да, премногу комплицирано. Да, премногу комплицирано. Знаеш како? Иако најголемата уметност се случувала баш во такви моменти, во тешкоти, во најголема беда и мизерија, најголемите поети и музичари. Да. Најголемите композитори, поети и музичари умреле во беда и сиромаштија, кои што се денеска најпознати, најценети. Уметниците, Ван Гог умрел, пример, во невидена беда, Моцарт слично. Моцарт бил погребан од двајца гробари, на погребот само неговото куче присуствувало. Мислам, не дека тоа е сега така, од секојаш може би било, може би маката па човекот го прави да е креативен и да твори премногу од самата мака, не знам, не сакам да се најдам во таков момент, во таков период, меѓутоа сепак треба малце и самата држава да се погрижи повеќе за македонските артисти, тоест да ги праша македонските артисти дали треба нешто да се превземе околу тоа, да се поддржи. Јас, например, имам проект готов, малтене спремен за издавање. Не можам да го издавам бидејќи не сакам да го издадам колку да е издаден ради реда. Сакам сето тоа да е професионално и да е како што заслужува тој проект. Се работи за мојот музички албум. И подобро ќе го чувам неиздаден од него да го издадам колку да кажам дека сум издал албум. Али за сето тоа, не викам дека треба да дојде некој државата да ми каже што ти треба, тебе дечко, кажем јас ќе ти помогнам, ама барем да се осетам дека можам да чувствувам слобода, дека можам да тропна на некоја врата да кажам
Ево ви мој проект, спремен е све, дајте ми малце поддршка за да јас го изгледам како што треба. Во тој аспект малце сме, мислам, осакатени ние уметниците. Па, И овче исто и со сликањето, со знаеш како се дојдовме во време кај што технологијата стана премногу достапна. Секој втор може да има добар апарат или да има добра аудио картичка, да си направи дома студио, да си сними песна, да истаде песна, да си сними спот, истата таа песна да биде пласирана на национална телевизија. Значи, тука е најголемиот проблем, што ние многу едноставно може да дојдеме до ограничена слава. Значи, таа 5-минутна слава може буквално секој да ја достигне. Значи, пошто сме толку незаситени од квалитет, знаеш како, ние се тројца да одиме во студио, ќе снимиме песна, ќе снимиме спотче, ради реда, да ја одиме во македонска телевизија, од што немаат што да пуштаат, те не ја пуштат песната, разбираш? И тука се изгуби пазарот, правам сега муабет за музичкиот пазар. Значи, ќе ги земам Србија, ќе ја земам Бугарија, Софија, Белград. Не можеш ти толку лесно да стигнеш до одредена телевизија или до одредено радио, да ти го емитуваат твојот продукт. Точно. Знаеш како? Во мојата порака ќе прекинам, пошто ќе заборам, Александар Масевски, мојот продуцент, Димитар Масевски, еден од најпознатите, впрочем првиот музички продуцент и музички селектор во македонска телевизија. И композиторот на првата детска песна некогаш направена на Македонија. Значи, правиме муабет за врвен композитор и музичар, преку 2000 песни. За жал почина минатата година. Тој кажуваше дека во македонска телевизија се чекало, прво се одиш на аудиција, ако ја поминеш аудицијата со добар проект, со добра песна, чекаш од 6 месеци до година дена да ти се јават за да влезеш во студио да ја снимиш таа песна. И од кога ќе ја снимиш таа песна, никој не ти гарантира дека таа песна ќе направи нешто или ќе стане некој хит. Ама сакам да кажам колку било тешко да стигнеш до квалитетно снимање на некаков производ, на некаква песна. Не само Апропо на мојавото Јовче што кажа за квалитетни ефтини, квалитетни звучни картици, секој може да си купи квалитетна звучна картица и да се направи дома студио. Јас имам дома мини студио какво такво, но јас на тоа студио можам комотна работа ми да правам некакви песни. И веројатно можеби на тој начин, она што го споменавте за начинот на кој што порано се работело, веројатно така и се контролирало што ќе ја формира културата. Апсолутно. И не може да секој, знаете како јас, истиот муабет во една прилика го правев со Владо Калембер. И вика, јас пред да почнам со пеење, викат одев секој викат втор ден одев во Хрватска национална телевизија, викат. И онака ги молев да ми дадат шанса. Кога еден филм имаше со тој белецот што беше самурај, што ствари сакаше да стане самурај, па одеше и седеше баш буквално онака. Апропо тој муавет сликовито, Владо Калембер баш така ми го прераскажа. Викат јас после 2 години ми дадоа некоја шанса, па викат истадов таму некоја плоча со кој што имав успех. Муабетов ќе го надоврзам со тоа што таквиот начин на функционирање на работите со музика, со сликарство, со фотографија, со уметност, лесен пристап на сите да дојдат до одредена сцена, се изгуби сцената уметничка. Квалитетот. Премногу квантитет, да. Ако прифатиме дека малку културни настани не се случуваат во градов, каде можеби би ги барале причините? Дали Охрид самиот како град веќе станал неатрактивно место каде што ќе се пласира култура или пак не е тоа така? Јас мислам дека многу квалитетни луѓе излегоа од Охрид и нажалост многу од нив живеат во Скопје, во странство. Затоа е точен терминот, излегоа. Да, излегоа. Да, баш излегоа и едноставно, знаете како, јас
сметам дека народот го прави градот. Не го прават градот ни објектите, ни зградите, објектите се објекти. Ипак, тие некој ги изградил. Тие може да ги видиме и да речеме многу е супер, ама 90% од времето ние го поминуваме низ улиците со луѓе. Така да многу квалитетен народ излезе од Охрид, што мислам дека и народот е голем има удел во тоа колку ќе има посетеност на тие културни настани, колку ќе има елан уметниците да прават некакви настани. Бидејќи еве, јас правев изложба во Охрид пред 2 недели и да ви кажам, освен роднините и пријателите, никој друг не дојде. А имаше и на портали, имаше и најави, и на Фейсбук. Така да, искрено се зачудив, малку се разочарав, морам да признам. Не се разочарав за тоа да ме демотивира дека јас треба престанам да работам, туку едноставно си го поставив прашањето зошто луѓето бараат, а нон-стоп се бара. Нема културни ивенти, зошто кога бараат не ги посетуваат. И многу размислував искрено околу таа тема. Можам да кажам дека некако пак ќе опорзам муабетот дека се одвикнавме и таа сиромаштија и таа немање на естетика ни ги наложи сите тие попрости работи. Нас ни е поедноставно да се останеме дома, да си гледаме, да спуштиме некој торрент и да гледаме филм, отколку да излеземе да посетиме некој културен настан, кој што во глобала сите се бесплатни. Има коктелкаш, има вино или вода да е, и можеш да се социализираш. Дали тоа што најголемиот дел од културните настани, оние неколку кои што ги има, се случуваат сепак за време на летниот период, дали можеби тоа е некој сигнал кој што го добиваат самите организатори, уметници на културните настани, дека охриѓани како граѓани на овој град не се доволни за да пополнат една сала, за да посетат во доволен број некоја изложба или да слушнат некоја убава песна? Не, јас мислам дека не е проблем во бројноста на... Да, точно дека градов пола не е иселен и глупа цифра кажав или дека пола не е баш пола, ама голем број од охриѓани се... Па и пола, сигурно е пола. Не се небитно. Може би се во Скопје, може би се во Кичево, може би се во Битола, може би се не знам каде. Не се согласувам дека нема доволен број на луѓе, бидејќи во Охрид во која просторија да се решиш да правиш, во кој објект да правиш, максималната бројка на седиште е од 700 до 1000. Значи нема еден на плоштад, мада и на плоштад да ја собереш 1000 души е успешен самиот ивент. Проблемот е пак јас ќе кажам моментот со мотивацијата на уметниците. Океј, да, уметноста ја правиме без да очекуваме дека тоа е уметност, ја правиш ти доаѓа внатрешно и не очекуваш дека таа уметност ти ќе ја продаваш, ќе ја комерцијализираш, него на крај сваќаш дека ипак треба да живееш од нешто и мораш да ја продаваш таа уметност. И те фрустрира фактот што ќе ти се јават од било која општина за да те ангажираат за некаков ивент и ти ја кажуваш твојата цена која што е 2 пати пониска од реалната и нив таа цена им е премногу висока и ти вика дека нема доволно буџет и средства за да го исплатат тој твој хонорар, а после 2 дена читаш дека на истиот тој ивент општински или небитно дали општински или е локален, да не навлегуваме, викаат звезда од странство кое што чини 100 пати повеќе од твојата побарана сума. Не разбирате, сакам да кажам дека од тој аспект општините, организациите кои што стварно имаат буџет, не ги прават приватно. Пример, јас разбирам клубовите во Македонија и кафетериите зависат од промет. Јас ги разбирам тие моменти дека уствари тие одат целат кон нешто каде што повеќе би заработиле, би го платиле малку поевтино или да го платат поскапо, би заработиле тродупло повеќе од тоа што би го платиле поевтино. Тоа ми е јасно, ама во ивенти ако може една општина која што се вика Бајна башта во Србија да трне средства
како артист од Македонија и мене да ме плати за да свирам јас таму, претпоставам дека тоа место никој не го слушна, јас прв пат го слушнав. Тоа е на босанска граница, Богу и Селеџе, прочем омиленото место на Јосип Брз Тито. Да? Да. И не знам зашто ти го потенцирав тебе кога си ти. Па преска искрено мислев нешто на Тито. Сакам да кажам, малце треба да се крене свеста на тие луѓе кои што во моментот се мукни и ги имаат парите во раце и ги делат да кажат, зошто пример ако имаме 30.000 евра буџет, зашто 25.000 евра буџет да го делиме за еден артист од Србија, а другиве 5.000 евра да ги исецкаме на... Ке викнеме некај да свири, да пее. Не си го цениме, искрено не да си го цениме. Што би рекла баба ми. Зошто, извини ке те прекинам, зошто неговата изложба, јас сликите ги видов, сликите беа прекрасни. Неговите, не дека не, ама не се работат и дали уметнички е издржана изложбата или не. Се работи за знаеш како, многу е болно кој ќе направиш нешто во роден град на свој терен и очекуваш поддршка едноставно. Разбираш, очекуваш да се видиш со луѓе. Да. Да се видиш со луѓе, да си поразговараш. И мене многу охриѓани ми се При тоа е слободен влез. Да. И сите ми викаат, демек зошто само Скопје се прави ова она. Мислам, во Скопје кога правев изложбата, однесов покана до швајцарска амбасада, бидејќи беше нели со швајцарски пейзажи и се за тоа. Луѓето од швајцарска амбасада ни слушнале за мене ни ништо. Значи самата амбасадорка дојде на изложбата со 4 швајцарци вработени во амбасадата. Значи тие немаат појма кој е Јован Коциновски и тие стварно не се интересираат за Јован Коциновски. Но како почин на мојата покана, тие се појави. Да. Јас појдов во општина и оставив покана. Од општина тука никој не дојде. Значи, ме разбирате што сам да кажам. Не дека јас сакам да стварам некои одредени пријателства и дека пекам некој да ми дојде на изложба. Но самата бројност и самото тоа дека во роден град ти си недобре дојден уметник. Да, немаш локал сапорт фактички. Немаш локал сапорт, тебе ти кажува многу. Така да направиме муабет дека е малку контрадикторно тоа со желбата на охриѓани постојано да има некакви културни настани, а кога ќе се случуваат да седат дома и да слушнат од некој друг дека се случила изложба. Знаеш што е најтрагично што е? Што утрената напишав еден статус за тоа дека стварно се надевам на некои подобри времиња во кои што едноставно заеднички ќе се поддржуваме околу проекти и околу она. И истите луѓе што цела година кукаат дека нема културни настани и не дојдаа на изложбата, ми стегнаа лајк. Значи, не знам. Да, тешка и не битно, мислам јас се фатив за изложбата бидејќи го користам моментот на тоа да раскажам за целокупната ситуација кај нас. Јас гледам и на другите промоции на книги, изложби, промоција на разни културолошки настани. Одат најблиските од луѓето што уствари вадат некаков материјал и сакаат да прикажат нешто. Значи, да. Така. Ајде, предлагам тука малку да се одмориме, да направиме една кратка пауза за реклами и потоа ќе го продолжиме разговорот. Може. Сите имаме различни соништа и потреби. Сега можеме да ги оствариме и да ги заштитиме на исто место и во исто време. Со кеш кредитот на Охридска банка Societe Generale добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 5,90% за првата година и 50% попуст на административниот трошок. Кеш кредит плюс осигурување. Охридска банка Societe Generale.
Ви лепите, оне падају. Ви лепите, оне падају. Сада е томе дошao крај. Потражите савет Бекамент, доктора за плочице. Лекови за ваше плочице су Сипрофикс лепак и Фугомал маса за фуговање. Сипрофикс. Толико добро лепи да неćete moći da станете. Сипрофикс и Бека Фугомал. Бекамент. Доктори за плочице. Употреби се посаветујте sa Бекамент докторима за плочице. Прима Мебел ви представува екстра поволни лизгачки ормари, веќе од 9.990 денари. Гарнитура Теа за 17.990 денари. Регал Канарија со 50% попуст на целиот програм и блок Кујна Клара за 69.990 денари со гратис апарати. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салоните во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. За прослава на малите мигови, Долчела, сладок допир на фантазијата. Пробајте ги новите магични декорации за колачи на Долчела. За секој ваш миг да биде уште позначен. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. www.stiringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. Steeringtrade.com.mk Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Направи супа, создади чувство, подравка. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп Охрид. Ние сме 99%. Драги мои, продолжуваме со 99% во денешното издание. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, разговараме за тоа дали и колку охриѓани посетуваат културни настани кои се случуваат во градот. На оваа тема дебатираме со Јован Куциновски и Коран Папас. Да продолжиме кај што застанавме. Некако се чини, можеби ќе се почувствуваат охриѓани малку како засегнати, можеби малку и како нападнати, ама веројатно сите ние заедно ја формираме таа и ние сме охриѓани. И ние сме охриѓани. Ја формираме таа култура за посета на културни настани. Каква порака даваат охриѓани кон организаторите на тие настани, кои што воглавно најчесто се и самите уметници, со тоа што, ете, како што споменавме во првиот дел, цело време пекаме по тие настани од култура, кога ќе се случат, не доаѓаме, уметникот, фотографот, музичарот добиваат празни столчина, празна сала. Каква порака се праќа тоа до тој уметник? Што не знам. Пораката е или не те биват,
или извини ме мрзеше да дојам, разбираш? Или едноставно не сум заинтересиран за уметност. Значи, или ме мрзеше, или не чиниш. Или ај се ќе одам, ќе му одам него на... Така да ме мрзеше онака. Или да, или тази. Гледај, Што е полошо од овие што ги направи? Ама принцип се лоши. Човек кој ќе прави одредена, дали тоа ќе е изложба, дали ќе е промоција на книга или ќе прави концерт, излага свое видување на одредена тематика пред луѓето. Значи, јас како уметник сум бил некаде, сум направил нешто и сега мојот светоглед го прикажувам пред луѓето. Зошто е битно да се направи таква работа од типот на изложба или промоција? Бидејќи на тој начин добиваш, не се работи за масовната посетеност. Се работи за тоа како луѓето реагираат на твоето видување. Знаеш како? Мене како уметник ми е многу битно да добијам негативни критики. Да добијам секакви критики. Знаеш како? Бидејќи јас не ја правам изложбата или јас не ја правам музиката колку тука така. Јас вложувам мое видување на одредена случка, место, време, настан пред луѓето. Затоа уствари луѓето доаѓаат за да видат и дадат некаков осврт на целата таа работа. Имав еден случај кај што еден пријател ми рече: "Абе добро, што ќе идам на изложба?" Јас сум ги видел фотографиите на Facebook. Знаеш како? Али и Фейсбукот... И јас сум видел твои фотографии на Да, Facebook. али гледај, али на Фейсбук никој не се дразнува да ти рече нешто лошо. Знаеш како? Фейсбук е таква алатка кај што гледаме дека секој втор е најубав, на секој втор леле каков си, посебно девојчинава ми се многу интересни, леле срце преубава си, ваква си, таква си. Знаеш како? То не е реалност. То воопшто не е реалност. Така да тој муабет, ти ги видел фотографиите на Фейсбук, што има да дам на изложба? Знаеш како? Океј, јас си ги видел, разбираш, но јас не го правам тоа за ти пак да ги видиш, јас го правам тоа за да направим муабет. Едноставно да се социализираш на поинаков начин. И така да, пак ќе се надоврзам со муабетот на тоа дека луѓето до толку стана такви да сакаат едноставни работи, што не сакаат да се замараат веќе. Што има јас да одам сега таму да гледам, па да се замарам, па тој што правил, па тој што сакал да каже, па како? Сам дома, имам Facebook, ќе видам што песна сакат Папас да isвири, ќе isвири. Што има да му дам јас на концерт, разбираш? Ќе ја слушаме после цело време. Да, има поента, да. Бидејќи работите што луѓето што се занимаваат со уметност, што сакаат да ги пласираат се малце, не се покомплексни, не се туку се, знаеш како, викат, ова е мое. Папас како што спомна кичот и сета таа друга музика, има поедноставни пораки, има по-се симпл за сваќање, луѓето, не знам, може и поќе уживаат во тоа, така да. Колку начинот на кој што сега во сегашноста се живее диктира тоа како ќе се однесуваат, ајде охриѓани, пак ќе ги фатиме, од тоа дали имаат, не знам, можеби недостаток на време, пари, волја, или може да си бираат само приоритети што ќе прават во животот? Па, дека начинот на живот изменет кај народот е факт, дека е многу подинамичен е точно, ама мене тоа не ми е оправдување за, ако бил цел ден на работа, не ми е оправдување зашто не би одел на некој културен ивент во текот на ноќта, кој што трае 1 час или 2. Културните ивенти не се копање бавча или берење јаболка, туку се едно видување на нешто не секојдневно и нешто ново. Да, вистина, ако јас на пример често пати сум ограничен со време, не можам да посетам некоја представа од Охридскиот театар, бидејќи во тој период морам да работам нешто друго и јас сум обврзан со време, ама кога имам слободно време и ако сум изморен, пак одам. Кога
во Скопје во текот на и на средно образование и на факултет и после дипломирање, па мислам дека ретки беа четвртоците кои што сум ги испуштил да на филхармонија или на балет или на театар. Значи сепак ако добро си го координираш времето, ако добро си знаеш да си го изменаџираш сам своето време, мислам дека не постои тешко и не постои немање на време за... Јас денеска можев да и овче да кажеме дека сега ќе одиме, ќе се малтретираме, интервју во телевизија, ќе седам дома, ќе те гледам или ќе видам слика на секој човек може да си го менаџира времето. Дали владее некаква глобална депресија општо во светов или во Балканов или во Охрид или во Македонија, не знам. Ама сепак мислам дека све state of mind, ти како ќе си го правиш животот во мозокот, така и ќе го живееш. Мене ми е поразително, ево сега најтаза приказна ми е Сојовче со изложбата. Знам колку се вложи во таа изложба, знам до последен момент што све правеше. Беше, морам да го кажам, можда не е за да го кажам, ама ќе го кажам. До пред отварање на изложбата тој се изнервира зошто светлото не паѓало како што треба на сликата, па зеде чека ни шајка коеше други дупки за да ја обеси сликата и мене ми беше несватливо, се викаме, што се мачиш? Ќе ја видиме сликата, ама тој во неговата свест ја замислил така сликата и тој е прав уметник. Како што ја замислил сликата, така ќе. И сега тој се вложил до танчина за сликата да ја закачена вако, до милиметар точно, ради светлината, и тој труд никој да не... А бесплатно е. Да се плаќаше со пари, ке рече, добро, можда некој немал пари, за некого и 100 денари карта е премногу. Навистина, за некого 1000 денари е премалце, за некого 6000 денари е ништо. Ама ти му нудиш производ башка, беше петок, така беше ли сабота? Петок беше. Петок, викенд. Че утредента не се голем број од луѓето не се не одат на работа. Мојавето ми е дека сепак фали малце ентузијазам и во народот за посетување на... Знаеш како, се фатив мептен за изложба, ама... Дека не е тази. Да, не, знаеш како муабетот, да беше некој друг можда, ќе речеше, абе, јас поќе во Охрид, не правам ништо и чао пријатно. Ама јас го сакам Охрид, разбираш? Охрид е место кај што е како прво е подлога на многу уметници, многу квалитетни луѓе сето тоа. Штета е да го оставиме Охрид така да пропаѓат. Затоа и ја правиме ова дебата. Знаеш како? Да видиме уствари до кај сме, што сме, колку можеме, како можеме. Дали одредена свест е разбудена, дали во иднина младите генерации ќе имаат мотив да направат. Пред последна година јас направив 3 хуманитарни концерти на плоштад заедно со други музичари во кои што и Папас беше дел од екипата. И знаеш како? Појдовната цел беше да се помогне, да. Но под контекстот на целата таа работа беше да се разбуди свеста на охриѓани дека како прво уличната музика не е нешто што ние го сваќаме премногу страшно. Знаеш како? Тој стереотип да излезеш пред народ и да речеш, дечки, јас имам ова да покажам. Знаеш како? Луѓето се премногу затворени. И искрено гледаат како уличар, како бездомник. Може да те гледаат како бездомник, а ти уствари им даваш бесплатна уметност на улица. И тоа беше порака не само за музика, за секоја работа, разбираш? Луѓето што едноставно имаат и сакаат да прикажат нешто. Бидејќи верувам дека во Охрид има и многу креативни средношколци и млади луѓе што едноставно имаат таленти, но се турнати во тие спреги дали сега ова да го направам, па луѓе што ќе помислат, па мислам
онака мојот подконтекст на сите тие концерти беше едноставно луѓето да имаат повеќе верба, младите луѓе да имаат верба во својата уметност и во тоа што го сакаат. Бидејќи ако размислував и јас така, првиот пат ќе речев, чекај бе, што ќе помислат сега луѓе јас и работам и ко музичар и фотограф и режисер, па сега сум излегол на плоштад, разбираш? Така да мислам дека ако има луѓе доволно и ако сите креативни млади луѓе се доволно храбри да го следат баш својот сон и да го следат својот инстинкт за уметност, дека ќе може, знаеш како, малце по малце да се ствара поголем терен, поголема култура за настани, луѓето ќе имат да видат нешто различно. Така. Што е поправо? Тоа што немаме доволно културни настани или пак незаинтересираност така и граѓаните да ги следат? Па и тоа, валјда. Не знам, пак мислам дека ние се малце така негативно влегавме во целиот контекст на муабетот. Не е точно себично да кажеме да тврдиме дека е така кога има и број на луѓе кои што посетуваат. Често и постојано ги посетуваат. Така да. Така ние малце негативно навлегавме во муабетот околу културни ивенти, далеку од тоа дека Охрид нема културни. Не е негативен, реален. Да, ние имаме среќа што го имаме еден од најдобрите фестивали во Европа, тоа е Охридско лето, кој што е квалитетен и трае со години и траењето на самиот фестивал е месец дена. Мислам, тоа е кои свет звезди не дошле, не пробале и не настапиле на ова. Апропо Охридското лето имаме и хорски фестивал, имаме и значи не дека во Охрид нема културни ивенти. Има премногу има, ама жално е што рече Јовче, премногу таленти заминале. Да. Од Охрид, бидејќи јас сепак мислам дека тој локал сапорт е најбитен и најмотивирачки за секој уметник. Зошто, например, општина како општина е во Охрид, или не мора да е општина, може да е некои бизнисмени богати во градот. Зошто да не се направи некаков распоред годишен, сите артисти кои што живеат или не живеат во Охрид, а се охригани, да не им се обезбеди еден сигурен концерт годишно. Тука го имаш Четкар, го имаш Дамјан Печиновски, ево јас можам да се стам во таа листа, Ѓоко Таневски, Јовче, небитно. Зошто еднаш месечно, толку се во градот, тие ќе се артистите, 10, 15, 20 нека се. Зошто еднаш месечно да не се обезбеди сала, така, звук, ти прави го концертот, ризикува оди на продажба на карти, пример. Ама сепак тоа е некоја мотивација. Јас да сакам да направам концерт во Охрид, треба да обезбедам сала, да обезбедам звук, да обезбедам спонзорство сам, да шетам по градот, да барам пари за што според мене тоа малце ми е смешно и глупо. И не е твоја работа, треба и не е моја работа. Да е. И не е моја работа. За да соберам, за да добијам некакво мислење од некој или некаков совет, треба да чекам 2-3 недели за да имам средба некаква со некој директор или било што. Ме разбирате што сакам да кажам. Мислам дека и веројатно тука се троши сета енергија која што е потребна за. Апсолутно, ти да тропаш постојано на врат и никој да не ти отвора врата, на крај ќе се откажеш нема да тропаш, ќе кажеш зошто го правам ова побогу. Ќе си одам, ќе свирам. Ако можам јас во тоа место, пак ќе споменам, Бајна Башта, да продадам 180 карти, не само што не знае кој сум јас. Мислам дека од 100 души од див не ни виделе на интернет кој сум, што сум. Ама небитно. Платиле карта, ќе ризикуваме, љубопитни сме да видиме. Бајна Башта е местенце баш колку Охрид, околу 40.000 жители има, 40-50.000 жители, со убав младински културен центар, со разработена свеска и младите, има критична маса, знаат што е добро. Кога почнам да свирам, беа малце резервирани, се беа повлечени, со текот на концертот дојде напред, се направи забава и све. Сакам да кажам, тоа во Охрид ќе донесеш артист сега во кафетерија некоја, нека ево Джезин ќе го спомнам,
како место кај донесеш артистот, не знам, лани бев на присуство в неден од Бразил. Дечко на гитара, пееше бразилски песни, се свиреше. Па имаше внатре можеби 50 души. 50 души, мислам што е супер атмосфера, супер забава, све беше супер. Ама 50 души од Бразил некој дошол, вистина тој можеби правил турнеја, светска, се шетал, Охрид му бил успатна станица. Ама не морал ни да свири. Ама не морал ни да свири. Свирал. Зошто јас се изнервирав зошто 50 души, зошто да не се 100? Да се исполни целиот капацитет на тој локал. Мислам, ми ја разбираш поентата. А цената беше 100 денари на ќе нема да пијам едно пиво или една пијачка ќе ја жртвувам во мојот живот, ама ќе му дадам и подршка и на артистот и ќе направам да се осеќа и тој убаво и мене да ми убаво и сум видел нешто ново, сум запознал можеби некој нов човек, сум слушнал песни кои што во животов не сум ги слушнал, сум слушнал друг јазик. Кога следно би слушнале бразилец како се гитара? Точно, да. Од друга страна, и најбитна страна, дечкото беше прекрасен пејач и прекрасен музичар. Поентава на малото ми е дека ние општо не само за Охрид, него општо во Македонија владее еден скептицизам и недоволна критична маса. Значи ние не сме доволно критичари за да кажеме што е добро, што е лошо. Што не е смејаме на социјални мрежи. Да, точно. Затоа српските звезди хараат низ Македонија, пошто во Србија не поминуваат така добро колку што поминуваат во Македонија. Тоа е факт, знам. Сум бил таму и точно знам што се дешава. Не дека не пеат. Пеат по места во српски села кај што никој не знае дека постојат, ама меѓутоа не се баш толку поддржани во пример во Белград или во некој Нови Сад, Ниш, така натаму. Во Ниш имате Нишвил кој што е најпознат светски џез фестивал. Сега во септември Джо Стоун е хедлайнер не на главната сцена кај што ќе се џез ивентите, туку е на оф стејдж, кој што е на малце отворен простор. Джо Стоун, мислам, се работи за светска звезда, а ние на 200 километри од тука. И јас гарантирам дека ќе одат 500 македонци. Знаеш како? Извини, а картата е 20 евра, мислам. Да, 20 евра. Што некако сега да земе и малце и друга страна, ствари на публиката. Јас сум свесен дека уствари уметникот секојаш зависи од публиката. Првично зависи од спонзорства и од луѓе што ќе му проценат работата и ќе кажат добро, дали се работи за одреден општински фонд, дали се работи за државен фонд, дали се работи за некои приватни продукции, фондови или како и да било. Порано имало мецени кои што едноставно давале пари за уметноста. Давале пари да бидат напишани дела и за возрад не барале ништо. Точно. Знаеш како? Точно, да. Значи то не е дека тие им давале пари бидејќи ги жалеле на уметниците. Напротив, ги вреднувале нивните ја вреднувале нивната работа. Било престиж да поддржиш уметник во тоа време. Да, значи, буквално било престиж да поддржиш уметник и да кажеш дека јас го поддржав тој уметник. И да станам пријател со тој уметник, за разлика од сега, кај нас ни за филм, ни за фотографија, ни за музика, ни за сликарство, такви спонзорства од таков тип многу малку, скоро не постојат. Значи ништо. Самите уметници се и менаџери, се организатори и сето тоа бркаат спонзорства. Од друга страна, народот, ако е незадоволен и ако е гладен, едноставно прамуваат за публиката
едноставно не го интересира некако пак муабетот што го направи за тоа дека сега да посети некој настан кај што ќе размислува за нешто друго. Народот е малце и опседнат со други работи, што едноставно стварно не му е дојдено до одредена уметност. Така да на крајот на таа линија сите се ставаме во кош дека зависиме од некој. Знаеш како? Сега тие фондови и тие средства секогаш се распределуваат на луѓе, не викам квалитетни, туку на луѓе кои што имаат повеќе врски, се поблиски до тој што уствари раководи со тие фондови. Така да е многу жалосно што едноставно во грото од времето сами си ги бркаме работите за се. И на крајот, кога ќе видиш дека уствари си направил нешто кој што никој нема ти даде критика, кој што кажа не се работи за посетено, се работи за критика, што верувам дека секој уметник ја сака. Да, затоа кажав дека немаме доволна критична маса да се осетиш да си вреднуван за тоа што го работиш. Апсолутно. Така да сите зависиме од тоа каков квалитетен живот ти имаме од утро до пладне додека работиме, за после да видиме уствари слободното време како ќе си го искористиме. Во мојот престој во Швајцарија разговарав со еден другар од локален, таму им викам со друштвото твое, викам, да правите некојаш мојот за политика, за тоа, за живот. Викат, јас работам, викат, 8-9 сати дневно, викат, слободно време, викат, не планирам јас да си го трошам на такви муабети. Што значи дека луѓето се, знаеш како, оди на работа, има квалитетно исполнато работно време, знае дека на крај на месец ќе добие одредена парична награда за неговиот труд и едноставно може да се релаксира и да посети настани кои што и не го интересираат, ама ќе појде, ќе види. Знаеш како? Ние можда навлеговме премногу и во критикување на народов, ама јас сепак ги разбирам дека кој ќе немаш едноставно, онака, немаш ни кеф за естетика, немаш ни ништо. Така да сите сме испреплетени во некој таква црево. Затоа кажав глобална масовна депресија. Па ајде, тогаш да сето тоа си влијае, ама не знам, мислам дека и порано било исто. Па да. Дека луѓето имале не знам колку пари, знам дека ево ќе земам пример, нашите родители чекале месец дена ќе земале плата, па со пола плата ќе уплателе за некоја грамофонска плоча, па ќе чекале 3 месеца да стигне, кога ќе стигнела се собирале друштво и ја слушале таа плоча. И ја слушале таа плоча. И тие песни до ден денес се слушаат бидејќи имаат некаква вредност. Сакам да кажам, не се работи баш дека само финансиите се проблем, малци и до самата свест на. Така да, апсолутно. Самата свест на народот. Го направив тој муабет за да не испаднеме дека се устори цело време го критикуваме народот. Да, дека устори ние сме народот кој што го живееме секојдневиот и гледаме како се работите. Едноставно го спомнав тоа да устори на крај се најдеме сите во тие завиткани црева. И сега малку по малку да се будиме и да пробуваме едноставно да излеземе од таа шема. Главниот момент, извини Овче, главниот момент за сите уметници и сите артисти е недостатокот од медиумско внимание. И тоа си има влијание, бидејќи ние сме благодарни за поканата во емисијава. Многу е битно да имаш локална поддршка, бидејќи без локална поддршка немаш ништо. Џабе ти не знам колку голем, ако во твојот роден град не те ценат и не те слушаат и не те почитуваат. Нема веќе по телевизија, нема ретки се ток-шоу, така што можеш да учествуваш, да си гостин и да си кажеш што имаш ново, што планираш, што си направил. Така, што во моментот правиш. Многу луѓе не знаат дека јас тој во теков на измината година сме направиле еден куп работи кои што се битни и за нашите кариери и за некои луѓе. Не ги обвинувам нив, обвинувам медиумите, бидејќи медиумите не се заангажирале за таа вест, а се заангажирале како куќето на
некоја пејачка од вамо имало стомачен вирус. Мислам, толку ми е небитно за куќето на некоја пејачка дека има стомачен вирус. Ама, иронијата е, таа вест е читана 4 пати повеќе од веста дека Јован Козиновски имал изложба во Охрид. Така, нажалост, таква е. Да, Многу често таа констатација се случува. Точно, да. И јас мислам дека све е поврзано. Значи, не е, греото е да бараме вината во некој, во еден или во двајца, него вината е општо, значи во една таков кич сме влезени балкански, не само во Македонија. Јас гледам и балканските портали, ударни вести се тие, кој се раслекол, кој на кого се видела на кого се виделе градите, на кого се видел задникот, на кого... Значи, тие се ударни вести и тие ударни вести во моментов се најкликани. Зошто да не е ударна вест на сите портали во локални тука, изложбава ти ја фативме како... Ја расчеречи. Па добро, може би ќе зажалат тие што не отишле, може би ќе зажалат. Точно, небитно дали ќе зажалат или не, битно е верувај во своето, верувај во детето што ти е родено тука, детето што се запнало да направи изложба во родниот крај, без да очекува никаков финансиски бенефит од тоа. Испочитувај го тој момент. Како медиум, како портал, не те кошта тебе ништо ако објавиш една ударна вест статија. Так, да се... Всушност и факт е можеби дека најголемите, најавангардните културни настани, изложби, свирки или било каков културен настан се всушност и бесплатни. Па, апсолутно, да. Веројатно најдобрата уметност е секогаш бесплатна. Да, апсолутно. Ако го имаме тоа предвид, дали можеби ние може да се надеваме дека во Охрид наместо за да бидеме видени на некој културен настан кој се случува еднаш годишно, да посетиме некој настан чисто ради авангардата, ради луксузот, ради, не знам, некоја ексцентричност која што, како што кажа Јова, него се плашиме да излезе од нас. Па мислам дека веќе авангардната сцена е се поретка. И ево сега ќе се навратам пред 10-15 години, да, 10-15 години, кога почнав прв пат да навлегувам по-професионално во музиката. Памтам дека имам оформено до сега преку 4-5 бенда. Сме негувале ска-панк, рок сцената, небитно. Сме плаќале сме крателе од Джапарлако, сме плаќале просторија месечно за да имаме простор каде ќе ги вежбаме тие песни, каде ќе ги креираме тие песни. Кога ќе сме добиле покана да учествуваме на некаков ивент, дали се работи на отворено, на затворено, не сме размислувале на финанси, дали ќе добиеме ние пари за таа свирка. Него едноставно сме биле возбудени, бидејќи сме добиле покани дека ќе свириме пред публика. Сега со младите не е така. Сега со децата прво што прашуваат пари колку ќе земеме. Свегате и сето тоа, јас не викам дека не треба да се вреднува трудот, треба нормално, без разлика дали се работи за дете од 13 години или за човек од 33 години, треба да се вреднува, меѓутоа ентузијазмот за градење и на авангардна сцена и на андерграунд сцена, мислам дека е паднат, бидејќи Па не дека е паднат, едноставно го нема. Еве, едноставно го нема. Па го нема, стварно. Да. Јас неам во Охрид слушното гаражна група да поминам и да слушнам дека некој во гаража свири. Па нема. Еве пред 10 години. Пред 10 години во Охрид имаше ние бевме таа некоја последна генерација на таков класичен гаражен бенд. Значи пред мене, нас ни беа идоли, карбуратори, да. Кожи дебели. Во Охрид имаше минимум 5 авторски бенда. Минимум 5 авторски бенда што пласира авторска музика, дали тоа е некој панк, дали е едноставно децата се забавуваа, правеа музика и беа креативни. Тоа само во Охрид.
имаше минимум 5 бенда. Сега во Македонија немаш на ниво на Македонија немаш 5 бенда што се гаражни бенда. Знаеш како? Некако се изгуби. Јас искрено не сум премногу оптимист и затоа едноставно сакам да делувам на младите позитивно и да се храбри и отворени кон уметноста, кон музиката, кон фотографијата, едноставно да ствараат работи, бидејќи знаете како генерациите што идат се премногу изложени на еве во Швајцарија средношколците не можеш ти да видиш средношколец на моторче или некој од основна школа. Не можеш ти да видиш на скутер. Сите возат точкови. Знаеш како тие вредности на скейт, онака некако се изгубија вредности дека и нас на како треба да изгледаш на 15, како на 20, како на 22. Јас понекогаш сум и реален и суров. И во една прилика на една девојка ја прашав, која што има 19 години, а изгледаше за 28, и викам, добро, викам, ти си стварно прекрасна девојче. Викам, имаш, црти, млада си. Зошто викам, која е таа желба да изгледаш на 30 годишна? Па добро, сега таква е модата, сите, ако не сум таква, ќе се делам од другите. Знаеш како? Тоа е за онака поразително да го слушнеш. Мислам, како тие деца ќе изгледаат кога ќе имаат 30 години. Мислам, со какви вредности ќе наследат одредени функции кај што ќе треба да водат држава и сето тоа. Така да И кој е тој успех да изгледаат исто како сите останати, наместо да се издвојуваат? Наместо да се издвојуваат. Да. Баш така. Порано беше, јас памтам, шиев бермуди за да изгледам поразлично, тоест да нема такви бермуди никој во светот, освен и да носам не знам каква марама, и да носам не знам каков пирс, и да носам не знам, значи сум сакал да се делам од другите, а не да изгледам како останатите. И порано беше таков и трендот на младите уметници да изгледаат поразлично и да го живеат својот филм и својот фазон. Сега прво децава не се креативни, второ сите се како во шаблон некој влезени и изгледаат исто. Значи тинеџерче ги гледам, тоа е кошулата пикната во фармерки на 15 години, 14-15 години, стегнати со сако, па ти кога ќе се осетиш во животов? Јас сега ево на мои 28 години на интервју дојдов со дуксер и со мајчка, бидејќи јас така се осеќам најкомотно. Јас ќе на визита, затоа облеков кошула. Не ми е да критикувам, ама сакам да кажам, ама кога ќе се облечам во одело или кога ќе се облечам во кошула, знам дека сум облечен за малце поразлично од секојдневието, за да се осеќам пријатно на пригодата каде присуствувам, дали се работи за мој концерт, свирка или било што. Зошто децата сега не се деца, туку сакаат да се возрастни, да влезат во некој филм, дека така треба да изгледа еден млад дечко на 14 години. Уфирцан мислиш дека има 20 и... През првата кошула мислам дека купив на, не знам, 20 години. За матура? Па да, и за матура со мајчка бев. Ама, ме сваќате што сакам да кажам, дека веќе, што вика Масевски, продуцентот мој, they are too cool to be cool. Значи, дури не им е кул да се кул на дечкиве, него сакаат да се така, средени. Сите исти, баш. Добро, јас ќе ви се заблагодарам овде за вашето денешно гостување. Јас искрено се надевам дека не само што ние тројца си направивме тука муабет, туку дека овие дечките што викате сите што изгледаат исто, дека ќе слушнат, ајде за другите можеби и предоцна, меѓутоа за овие млади генерации да излезат од дома и да посетат некој културен настан, наместо да слушаат за тоа како се раскажува на социјалните мрежи, и Охрид да си го задржи, да си го врати или не знам, повторно да го восстанови тој термин дека е град на културата. Да, јас ќе додадам и дека стварно ги поттикнувам сите млади и целосна поддршка, да цел креативен капацитет кој го имате, едноставно да го без страв, без ништо да го прикажуваат
да се гордеат со тоа, да работат на тоа, да бараат мислења. Да, Така да бидат, сметам. значи да бидат своји, тоа што го имаат во себе да го дадат, да не го чуваат, да не се грижат што ќе речат другите Апсолутно. и да не им е битно туѓото мислење да го слушаат, меѓутоа да не ги вреѓа и да не ги демотивира туѓото мислење. Само да ги мотивира и да се трудат што повеќе да бидат оригинални и да бидат своји. И ако си свој, ако си оригинален и ако се цениш доволно сам себе, мислам дека нема никој да ти застави на патот до успехот, каков таков, дали ќе е на локално ниво или ќе е на државно или на европско и светско. Фала ти многу на поканата. Благодарим. Ви благодарам јас. Значи, Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Јас ве поканувам да останете на програмата на телевизија ТВМ со некоја нова интересна тема, ќе се видиме веќе наредниот вторник. Пријатно.